Замисли да се фатиш доктор некој 45 годишен со канабис и се треба да го процесираш. Смешно е, жално е, тој човек придонесува, спасува живот и придонесува за ово општество. Зашто тоа да биде казниво? Едноставно може некој не пие алкохол. Ова му е алтернативата за алкохолот. Медицински бенефит, економски бенефит, здравствен бенефит нормално и економски бенефит е едното исто, бенефит на полето на човековите права, дестигматизација, намалување на затворска популација која што во делот на канабисот лежат за глупости, така да можеме од повеќе аспекти да гледаме бенефити за легализација на канабис. Не е од себе само картија за виткање марихуана, но таа е прецена мената за виткање на тутун, а нормално канабисот дополнително се појавува и тој служи како дополна во целава приказна на оцеп. Кај нас претежно балканскиот менталитет по старите генерации кои што никако не прифаќаат ваков тип на теми и лажниот морализам кој што го пропагираат делумно политички елити во наводници, делумно тоа го прават верски авторитети и во најголем дел, како што кажав, постарата популација која никој да ги прифати бенефитите од легализацијата на канабис. Коноп фест се случува секоја година на 4, 20, односно на 20 април и тоа е светски ден на канабис, каде што се прославува во многу земји во светот. Представува собирање, дружење, љубов, среќа, емоција. Општо е полното дека во сите друштва има најбољи ролоч. Идејата е да се соберат повеќе екипи, да се види кој е стварно најдобриот однака и да го избереме кој е најдобар, најкреативен, ќе направиме една идеја да видиме кој може да сробува и најголем џоинт. Едно и од бенефитите на легализација на канабис е сузбивање на црниот пазар или негово доведување до минимум. Неретко политичките партии елити се финансираат и од таков тип на пазари, па и тука може како една од поврзаностите да ја бараме една од причините зашто има таков отпор кај така наречените политички елити за легализација на канабис. Секоја година илјадници луѓе не посетувале, повторно ќе напоменам, со цели фамилии се доаѓаат, си прават пикник, убава музика има реге, има даб, има хаус, има хип-хоп. Едноставно луѓето уживаат, си поминуваат убав ден у паркот со фамилиите, со друштвата, со другарите.